Секоја ноќ непознати лица и тропале на вратата или и звонеле на телефон, па стравот и влегол во коските на 58-годишната Беровка Славка, која живее сама во стан на приземје во зграда во центарот на Берово. Ноќната голгота, оваа жена ја преживува 2 години. Тропаат, звонат, по телефон ми се јавува и телефони тука ги има напишани. И со скриени, и со нескриени, представјаа ми се каа познах особата. Ношчи околу 4 нешто ле беше на телефоника, видеј. Звони, додека усета јас, нормално е това дали се звони, и така престанка нема. Зошто ова ти го прават, што мислиш? Да одземат станот, да ме убодат. Славка барала спас од овој кошмар до сите институции. Испратила сам писма до Штип прво, СВР. Па испратив до Скопје, од замена Јанкуловски имам неосновано, па испратив до Народен правобранител, па испратив до внатрешна контрола, па испратив до Иџет Мемети, това и на интернет и писма и се јале ги и повратниците. Од СВР Штип потврдуваа дека од страна на Ладјосовска има добиено повеќе пати пријави за вознемирување, но по преземените мерки и дејства од страна на полициските службеници не се најдени елементи на прекршок или кривично дело. Па енигмата за ноќниот кошмар на Славка продолжува.